Деветмина земјоделци оризопроизводители, кои во октомври минатата година организираа протести и блокади на магистралниот пат Кочани-Штип, дојдоа во основниот суд во Кочани по поднесена пријава од полицијата. Против нив се води прекршечна постапка за нарушување на јавниот ред и мир, затоа што, иако пријавиле дека за време на протестите ќе биде затворена за сообраќај само едната коловозна лента, патот бил целосно блокиран. 15 минути гужва има, нити имало застане сообраќај, сите возила се движеа нормално. Два камиона од противни правец, од Евроконтрол испаѓа и од тука со асфалт имаше едни и значи фактички го запречија патот. Иначе механизација не е била, втората лента не е била никој затворена. Што значи ние се осеќаме, немаме никаква вина за сето овое, него овој е притисок за земјоделците да замолчат и да работат како вол за слама. Ништо повише од тоа. Земјоделците нагласија дека на суд дошле без правен застапник, затоа што ниту имале можност да го платат, ниту пак сметаат дека им е потребен за прекршокот за кој се пријавени. Ние се бранеме со чиста совест. Не ни требаат адвокати на нас. Ако мислат дека треба да не затворат, нека не затворат, ама кој ќе ги произведува утре храна? Ќе останат без храна. И за судо произведуваме, и за полицијата, за сите произведуваме ние храна. Ние ја произведуваме храна, не ја произведуваат они. И да не може таа влада да продаде храна кога у цел свет умират луѓето од глад. Еве. И кој е сега виновен? Ние што произведуваме или они се виновни, или па они се исправни што не може да ја продадат. Оризопроизводителите рекоа дека без разлика како ќе заврши судската постапка, нема да се откажат од своите барања, иако треба повторно ќе организираат протести. За блокадата на патот за која добија пријава, велат дека намерно е предизвикана од страна на полицијата. Едно пола саат сигурно беше блокирано од нивна страна, каде што земјоделците беа револтирани, знаејќи што ќе се случи, дека намерно е тоа направено, дека ќе има после се тоа вакви репрекусии, меѓутоа еве, кажувам јавно пред судот, целата јавност да знае. После оваа пресуда зависи како ќе биде. Ние ќе го блокираме патот во двата правца. Дали е законски или незаконски, ќе го блокираме и ќе ги тражиме нашите права. За земјоделието да биде како што треба за производство и за вакви случаи како што сега земјоделци да одат на суд да не се случуваат понатаму. Земјоделците кои од полицијата добија пријави за на суд рекоа дека без разлика што минатата есен организирале протести, се уште не е подобрена состојбата со оризопроизводството. Поради тоа побараа поддршка и од другите земјоделци за да ја добијат ветената помош од државата. По опаѓањето на бројот на позитивни и починати од COVID-19, продолжува намалувањето на рестриктивните превентивни мерки за здравствена заштита во државата. Олеснувањата за граѓаните, кои веќе не се обврзани да носат заштитни маски во затворен простор, што беше една од неодамнешните мерки, се дополнети со укинувањето на обврската да се поседува сертификат за примена вакцина или прележан COVID-19, односно негативен тест, при влез во државата на сите гранични премини. Одлуката за ова ја донела владата на последната седница и таа во сила влегува веднаш. Престанува да важи обврската на домашните и странските државјани при влез во земјата на граничниот премин задолжително да приложат сертификат за извршена вакцинација, сертификат за прележен COVID-19 во последните 180 дена, како и PCR негативен тест 72 часа пред влезот во Северна Македонија или негативен брз антиген тест не постар од 48 часа. Исто така во контекст на мерките за заштита од COVID-19, владата на Република Северна Македонија донесе одлука да биде укината и мерката домашна изолација во време траење од 7 дена за лицата кои при влез на граничниот премин нема да приложат еден од досега предвидените сертификати или потврди. Во изминатите 24 часа регистрирани сте 127 нови случаи на COVID-19 во целата држава. При тоа во општините Кочани, Виница, Чешиново, Облешево и Зрновци нема ниту едно позитивно лице. Како оздравени пак се водат по еден случај во Кочани и Виница. Според податоците од Министерството за здравство, во моментот во општина Кочани активни се 2 случаја, а во Виница само 1. И лиценцираните автотакси превозници од Виница поднесоа барање до Советот на општината за добивање согласност за покачување на цените на нивните услуги.
Слично како и колегите од Кочани, чие барање беше прифатено, во образложението виничките таксисти наведуваат дека се принудени да ги променат своите цени поради поскапувањето на нафтените деривати, на резервните делови за возилата, како и поради покачувањето на минималната плата за вработените и другите трошоци. Од надлежните служби во локалната самоуправа на Виница, таксистите бараат сегашните 4 да се преполоват на 2 тарифи. Првата да биде за возење на територијата на општината и надвор од неа во еден правец, а втората за возење во општината и кон соседните општини, но во 2 правца. Соодветно на тоа ќе има и промена на цените, односно во првата тарифа стартот да чини 70, секој народен километар по 30, а за чекање до 1 час да се плаќа по 200 денари. Во втората тарифа стартот исто така треба да биде 70, но секој нареден километар по 15 денари. Чекањето до 1 час останува на 200 денари. Освен тоа, таксистите бараат да се отстрани дел од обврските за добивање лиценци, во кои се бараат потврди од фондовите за здравствено и пензиско осигурување, бидејќи уверението од управата за јавни приходи за платени давачки кон државата ги дава потребните информации дали се подмирени придонесите кон двата фонда. Превозниците бараат и соодветно да се обележат такси по стојките со број на определени места за возилата. При тоа, кај дискотеката Кот се предлагаат 8 места, кај основното училиште Гоце Делчев 2, кај Стариот пазар 4 и кај маркетот Рептил кај црвените згради 2 места. Дополнително се предлага такси по стојките кај автобуската станица да бидат поместени во близина. Барањето е веќе доставено во писмена форма до Советот на општина Кочани, кој ќе го разгледува на 8-та седница што ќе се одржи на 21 април. Вака изгледа просторот во и околу јавниот тоалет кај градскиот пазар во Кочани. Запуштен со расфрлано ѓубре, облека, делови од мебел и амбалажа, уште оддалеку ги одбива минувачите, а воопшто не служи на намената за која бил изграден. Смрдеа од фекалиите и од останатиот отпад се шири на 10 метри од просторот, така што не е препорачливо да се биде на ова место подолго од неколку секунди. Секако, дополнителен опис и не е потребен, затоа што снимките го доловуваат целиот амбиент, но тоа е само визуелно. За да се надразнат и другите сетила, сепак мора да се дојде на ова место. Сето ова е на само неколку метри од локацијата, каде што секој четврток се продава храна и други земјоделски продукти. Иако предходно имаше повремени активности за одржување на просторот, веќе со месеци никој не води грижа за хигиената. Металната врата што е заклучена, веќе е со скината мрежа и внатре може да се влезе низ отворот. Вратата од просторијата пред тоалетот пак одамна ја нема, а внатре е вистинска депонија. Соседите од објектите во близина не сакаат да коментираат пред камера. Рекоа дека повеќе пати реагирале кај надлежните и во локалната самоуправа и во комуналното предпријатие. До сега нема подобрување на состојбата. Во тоалетот влегуваат само животни скитници, бездомни лица и понекој пазарџија што на пазарен ден ќе мора да најде спас од маката. Чудно е како никој не води грижа за овој простор, иако според намената и функцијата со него треба да се позанимаваат не само комуналните, туку и инспекциските, здравствените и другите служби. По неодамна реализираните подготовки на сениорската репрезентација во Кочани, Боречката федерација на Македонија ќе организира нов настан. Тоа е и благодарност до Боречкиот клуб Спартак, кој се покажа како добар домакин. Во соработка со Меѓународната светска боречка федерација, Македонската федерација од 2 до 7 мај во Кочани ќе одржи курс за тренери и судии. Според известувањето од Боречкиот клуб Спартак, обуката ќе биде со теоретски и практичен дел. Едукатор за тренерите на ниво 1 ќе биде Ѓорги Средков од Бугарија. На крајот од курсот учесниците ќе добијат сертификати за учество на првенства во борење. Исто така на курсот на тренери учество ќе земат и Владко Соколов и Зоран Сребенов од Кочанскиот клуб, додека како судии ќе учествуваат Гоце Ангелов и Игор Христов. Едукатор за судиите ќе биде Давор Петање од Хрватска. Во рамки на обуката на 8 мај во Кочани е предвидено да се одржи и практичен дел, односно првенство во борење за кадети и кадетки до 17 години.